По повод големиот христијански празник посветен на светителот Свети Димитрий, или кај народот познат уште како Митровден. Децата од детската градинка Гоце Делчевот Прилеп им приредија свечена програма на штитениците во домот за стари лица Киро Крстевски платник од овој град. Идејата било празничната атмосфера и духот на семејството, кои во Прилеп за Митровден се одбележуваат со голем број на куќни слави, да се пренесат барем за момент кај старите лица. Освен музичката програма, дечињата на старите лица им подарија и пакетчиња од разни производи кои што беа донации од нивните родители. Донација имаш исто така и Лак Агролидер, но и дел од локалните дуќани во градот. Учи ме мајко, карај ме, подруму да мајче, мајка на Марика, брала мома капини, паравери киселет, 3 невесте и километри. Тебе која ти се допаѓа најмногу? Брала мома капини. Која ја сакаш ти најмногу? Брала мома капини. Зошто? Најубава е? Да. Што им поделивте на бабите и на дедовците тука? Тортички, јаболка. Се рацртавме себе си. Каде го залепи? На срцето. За кого? За бабите и за дедовците. Решивме таа семејна атмосфера да споделиме заедно со луѓето кои што сме згрижени во домот за старски лица. По тој повод им спремивме една мала шоу програма, а воедно и сакајќи да им ја дополниме таа семејна љубов и недостаток од присуство на млади луѓе и грижа, им спремивме и некои пакетчиња, сето заедно со помош на градинката, имавме донатори. Луѓето донесоа пакувани купени работи, но сепак се надевам дека со овој наш мал гест, голем за постарите, ќе ја надополниме таа празнина кај нив, а од другата страна мислам дека тој линк, таа врска помеѓу младото и старото треба да се одржува. Старите лица беа изненадени од овој чекор на најмладите. Уживаа во прекрасната програма и подароците и посакаа вакви приредби и настани да имаат повеќе пати во текот на годината. Многу значат за мене, навистина и за сите мислам, затоа што староста е малку досадна, ама вака кога имаме подмладок и гледаме, значи уште се надеваме и се радуваме со подмладокот наш, и имаме иднина во земјата и така. Срекни сме и со забавни овие програми, многу значи за нас, за сите, сигурно су. Убаво нешто, весело, сите се радуваме за такви настани, убаво е тоа. И друг пат нека се организираат пак вакви нешта. Ве изненадија ли? Да, обавезно. Добро, јас и по професија сум учителка и така работам со вакви деца до 4-то деление и имам познавање и за тоа. Така. Како своје внуче ги сакам, сакам ги деца многу, не мало. Надејани, многу не малку. Баш убаво вака, сака година да има, да не подсеќајме, да бидат живи и здрави. Овие средби се многу битни затоа што не само што тоа им се
им влија и позитивно на расположението на нашите корисници, туку придонесуваме и за развивање на емпатија кај помладите генерации да се учествуваат со старите лица и да воспоставуваат поголема почит кон нив. Организацијата на настанот беше подпомогната од Лак Агролидер, кои вела дека треба да се организираат што е можно повеќе настани од овој тип, кои што ќе ги поврзуваат младите и старите, кои пак учат едни од други. Сакаме и се вложуваме да дадеме фокус на постарите лица, бидејќи они се креатори на оно што е создадено денес и пренесувањето од генерација на генерација на оно што ќе остане на најмладите како што се децата. Сепак најголемите уки доаѓаат од приказните на постарите. Се надеваме дека ова нема да биде само еден ден, дека ќе прерасне во традиција, така да и градинките и школите би се вклучиле во едни вакви иницијативи, затоа што навистина постарите лица и децата може да прават многу забавни работи заедно и да учат едни од други. Дечињата им ветија на бабите и дедовците дека ќе ги посетат најбрзо што можат и ќе ги изненадат со нова, уште поубава програма.